одиме на терен. Мислам дека колегата, не да мислам, веќе го гледам, Оливер Иванов ќе ни најави еден многу интересен и убав настан кој што се одржува деновиве. Оливер, добро ти утро. Така, добро утро, Александар, по втор пат ово утро. Добро утро да сите гледачи кои што моментално се вклучија со нашата утринска програма. Токму така како што спомена, ние сме на лице место во Сдруженијето Добри дене Македонија Центарот, од каде што ќе најавиме еден базар кој што ќе се случи токму утре, кој што е насловен во ритамот на македонските традиционални занаети и креации. Имено станува збор за базар на кој што со своји рачни изработки и креации ќе се представат жени од ранливи групи. Ова ќе биде за прв пат шанса тие пред една поширока публика да ги представат своите производи. А повеќе околу самиот базар и околу самиот проект со шиење до собствен бизнис од кој што е дел овој базар, утро ќе ни открие господјата Емилија Миладинова Аврамчева од Добри ден Македонија Центарот. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добар ден и убав ден на гледачите на сите. Така, за почеток, како се роди идејата за еден ваков базар и по кој пат оваа година се организира? Да. Ние како здружение, значи во нашата агенда е содржана промоција на Македонија, културата, историјата, традицијата и секако поддршката на нематеријалното културно наследство. Веќе 2 години од амбасадата на Словенија сме поддржани во поддршка на женското предприемништво со едукација на жени, секако вклучително и редовни и жени со ранливи категории, каде што вршиме обука и оживување на мануелните вештини, плетење, везење, шиење и сум многу среќна што оваа година го обновивме и занаетот на ткаење. Така што во средното текстилно училиште во Куманово го обновивме и учениците веќе почнаа да ткаат. Така што тие производи ќе бидат и на утрешниот базар. Секако, како што кажав, и сите различни производи кои се како резултат на тие мануелни вештини. Проектот опфати 60 учесници, водејќи сметка за децентрализацијата, водејќи сметка за мултиетничкиот карактер, водејќи сметка за жените од различни возрасти. Имаме девојченца од 14 години до 6 годишни жени. Сите оние кои сакаат да се вклучат во оваа акција и целта да биде нивно самовработување. Значи ќе бидат од Скопје, Струмица, Битола, Куманово, тоа се дел од проектот, а секако дека ќе има и редовни излагачи кои се занаечи. Споменавте 60 учеснички од различни краеви на Македонија. Споменавме дека тоа се преценили жени од ранливи групи кои што немале толку шанса да се искусат и да се испробат во предприемништвото. Па во оваа прилика би сакал да ве прашам колку е важно за тоа што бидејќи тие сега започнуваат еден нов бизнис, колку е важно со тоа што на еден ваков базар тие ќе ги представат своите производи пред поширока публика. Да, сакам да кажам кога ова не е само за ранливи категории. Самиот проект вклучува и лица, меѓутоа ова е за редовни учесници кои сакаат преку мануелните вештини да дојдат до самовработување. Ние веќе 9 месеци работевме под инструкција на модниот дизајнер Ирина Тошева, со локални инструктори ги дадовме тие обуки. Веќе имавме модна ревија во рамките на модниот викенд, каде што нивните модели, тоа што научија да шијат, беше одржана таа модна ревија, а ова е еден завршен настан каде што ќе има производи како резултат на мануелни вештини. И со семинар додатен се обидовме да им помогнеме откако ќе се направи финален производ, како полесно тој да се продава и да бидат тие жени конкурентни на пазарот. Значи ние веќе имаме, бидејќи како што кажа, веќе 2 години се одржува овој
настан, веќе имаме од минатата година учесници кои се охрабрија и отвараат сопствени компании, дуќани за продажба на производи од мануелни вештини. Мислам дека во Македонија повторно треба да се вратиме на традиционалните вештини, затоа што и тие може да бидат голема причина за самовработување, а многу е важно за една земја одржување на традицијата и заштита на нематеријалното културно наследство. Споменавте модни креации кои што не ги следат и традиционалните, но и современите трендови. Што ќе имаат друго прилика да видат сите присутни на овој базар? Дали ќе има и одредени рачни изработки покрај овие модни креации кои што ќе бидат изложени? Модните, значи тие моделите беа во рамки на модниот викенд, а ова ќе бидат производи, значи плетени ташнички, рачно изработени капчиња, производи од стакло, производи торбички, значи модни детали, се она што е направено со рака. И сега се ближат новогодишните празници, убаво да го поддржиме женското предприемништво, да избереме некој подарок кој е направен од Македонија, локален, со поддршка на жени и едноставно да се задоволат двете страни. И да има новогодишен и божиќен подарок, а од друга страна да има поддршка на женското предприемништво. Еве и ние не запираме, значи почнуваме со нов еден момент, тоа е милејата од баба ми, каде што сакаме да ги оживееме оние рачни изработки оставени наследство од нашите баби, тетки, мајки кои седат во куферите во некои плакари и сакаме да бидат дел од модните детали и едноставно да направиме да бидат одржливи. Така што еве јас сум облечена во милејата од мојата баба. Споменавте дека се ближат новогодишните празници. По оваа прилика би сакал да прашам, споменавте дека доста ќе сака да нови базар да купат и некој новогодишен или божиќен подарок. Дали самите креации, самите изработки ќе бидат инспирирани и нешто од самите новогодишни празници? Да, ќе има, значи секако дека се ближат новогодишните празници, значи ќе има такви торбички, деталички, капи, шалови, ракавици, производи украси за наелка, ќе има исто и некоја домашна природна козметика, така што добродојдени се да погледнат, па ако нешто им се допадне, да си купат. Споменавте дека за овој базар се подготувавте 9 месеци со самиот тој проект со ширење до собствен бизнис. Дали планирате идната година да го продолжите овој проект и од кога би почнале самите преувања? Дали имате идеја за тие што се заинтересирани да можат еве да се пријават и до година да бидат дел од овој базар? Ние секогаш аплицираме кога има повик од амбасадите, така што треба да чекаме да има повик, бидејќи е соработката со амбасадата на Словенија веќе 2 години, а секако дека ние тоа го работиме најтранспарентно, откако ќе ни биде одобрен проектот, ние на нашите социјални медиуми објавуваме заинтересирани да се јават, значи нема никаква услов, освен желба и мотивација преку мануелни вештини да се дојде до собствен бизнис. И тие да бидат пример и да ги, како да кажам, охрабрат останатите жени да се вклучат во оваа иницијатива. Значи, ние работиме со рециклиран материјал, работиме со материјал каде што сакаме да не заврши во отпад и да биде дел од загадувањето, туку да направиме една одржливост на текстилот со генерации, со различни дизајни, модели, детали и така натака. Споменавме дека нели утре е самиот базар. Во оваа прилика би сакал да ве прашам дали истиот е од отворен карактер кој се може да присуствува. Значи, тоа е во јавна соба од 10 до 17 часот. Сите се добродојдени, ги покануваме да дојдат да бидат наши гости, да ги разгледаат производите и како што реков, ако нешто им се допадне, ќе ни биде драго ако купат и го поддржат женското предприемништво. Благодарам многу за овој разговор и ви посакувам успешен настан утре. Благодарам многу. Благодарам уште еднаш. Нам Јована и Александар не ни останува ништо друго, освен да ги повикаме сите
гледачи кои што моментално не гледаат, да дојдат утре од 10 до 18 часот во јавна соба и да ги поддржат овие жени предприемачи кои што се нови во самото предприемаштво и со тој начин ќе поддржат еден мал бизнис на тој начин што ќе купат некои од овие креации, изработки кои што тие ги подготвува специјално за овој базар веќе 9 месеци. Оливер, убав апел и убав повик до сите наши гледачи да дојдат и да ги поддржат овие креативки и да подарат оригинален подарок овие празници, зошто да не? Ти благодарам.